Здраво, ова е 147-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Дейвид Бърнс American Utopia на Спайк Ли, во кој станува збор за документирањето на перформансот на поранешниот фронтмен на Talking Heads Дейвид Бърн, кој заедно со неговиот ансамбл на музичари создава Бродвеј представа како надополнување на неговиот најнов албум American Utopia и турнеја, изведувајќи 21 песна со 11 музичари на бина, како и дел од репертоарот на Talking Heads. Бърн во ова дело ги бара загубените конекции помеѓу луѓето на сите различни места, се обидува да ги најде во телевизорот, прозорецот во туѓите копнежи и стремежи. Помеѓу изведените композиции Бърн дава контекст на содржината, па затоа има дела кои се вметнати во потребата од инклузија, односно политичко рамниште за местото на сите доселеници во Америка, како што е и самиот Бърн и останатата негова екипа, која доаѓа од други континенти. На овие погледи ја надополнува потребата од регистрирање на избирачкиот список и гласање, имплицитно за да може да се донесе одлука за да се учествува во изборите со својот глас и на тој начин да се влијае врз иднината на државата. Реквиемот на протестната песна верувам дека го има привлечено Спайк Ли да го кадрира ова дело, затоа што пораката која ја праќа Бърн со обработка на композицијата на Моне е неспорно, иницирајќи ја потребата за промена, кај што објективот се доближува до испечатените фотографии на починатите во препознатлив манир на доближување на камерата со доли на Спайк Ли. Сценографијата е составена од странични завеси од синџири, заобиколувајќи ја сцената, давајќи го изгледот како да се наоѓаат музичарите во некоја коцка, погодно за доловување и за внатрешноста на нечија глава, но и за заробеништво. Меѓутоа нема голем број на дополнителни реквизити, по некоја маса, столче и светло. Останатиот дел од изведбата исклучиво се потпира на свирењето на инструментите од страна на музичарите, како и кореографираниот танц кој го изведуваат, со кој пленат во ова музичко сценско дело. За представа е потребно актер, бина и режисер, а ова дело го исполнува минимумот и максимално го искористува светлото на бината за доловување на динамичните промени во песните. Унифицитарното сивило и синило и на костимографијата и на сценографијата дава собствен, конкретен белег, пошто ќе биде запаметена изведбата. Девизата е да се елиминира се што е непотребно на бината и да остане само тоа што им е најважно на изведувачите, а тоа се самите себе си и нивните инструменти, па затоа слободно може да се движат на бината без кабли и засилувачи. Како најдобар доказ за нивниот музички перформанс и како одговор на обвинувањата дека настапуваат на плейбек е составувањето на композицијата инструмент по инструмент, кога во фазон на рок-н-рол концерт Бърн го представува бендот, кај што детално се забележува големината на перформансот на овие музичари. Музичарите се босоноги на бината, оформувајќи една разиграна кореографија која никогаш нема да можам да ја уловам со поглед доколку би присуствувал на изведбата на некоја од задните седишта во салата. Затоа Спайк Ли има доловено дел од нивните експресии, како што беше случајот со екранизациите на Хамилтон, Спрингстин on Broadway и Beastie Boys Story, кај што во крупен план се доловува тоа што никој не може да го забележи од задните редови во публиката. Секако, перформанс во живо нуди возбуда, што не може да ја предизвика снимката на истиот, меѓутоа затоа тука е филмскиот јазик за да се иницира сосема поразлична естетика, така што одредени аспекти, како што е кадарот за доловување на облиците кои се оформуваат од кореографијата на бината од птичја перспектива, не може да се погледне од публиката. На Blind дури и има една игра на театар на сенки, не бара гледаме движење на джинови на ѕидот. Тагувам по деновите кога популарната музика имала содржајност во својата суштина, за разлика од денешните интерпретатори кои се пародија на себе си, кои милиони вложуваат во изгледот на видеоспотовите, во формата, за да се акцентираат нивните аспирации за вили со базени, автомобили, дрога, пари и соголени спонзоруши, а најсмешни ми се тие кои се обидуваат да го естетизираат овој кич и плиткост на нивната непевлива музика, која служи само за хранење на нивното его и да им даде на слушателите бит за играње на него и ништо повеќе.
Не верувам дека некој од нив ќе вложи во надоградба на талентираните музичари во живо, а не пак да знае кои биле дадаистите без да отвори на Википедија. Жалам да кажам дека денес има популарна музика, затоа што значењето на Дейвид Брнс American Utopia е повеќе од нужно за да се демонстрира што е изгубено во потрагата да се биде модерен по секоја цена, отстранувајќи стилски фигури и слоевито значење на една песна. Хуго Бол наменски е цитиран, потенцирајќи дека има луѓе кои подлегнуваат на идеали поразлични од национализмот и војната, туку се држат до вредностите на уметноста. Може би доколку денешниот рок-н-рол би се одржал идиоми на бунтовен порив и социокритика, па дури и самосвест за уделот, кој може да го има врз слушателите, ќе се пробие во широките маси и не би бил занемарлив и заборавлив, и доколку не би се потпирал на шаблонизирани неоригинални облици од минатото. Ме изненади споменатата теорија дека како старееме така и оглупуваме, што е една од девизите кои честопати сум ја споменувал во животот, која подразбира кинење на неврони, но Брн ја искористува во процесот на стекнување на пријателства кои не градат како личности до крајот на животот. Покрај оваа девиза ја напоменува потребата од обсервирање и социализација, заменета преку апликациите за комуницирање во 21. век. Колку е персонална оваа комуникација, тоа е веќе друго прашање. Спайк заедно со кинематограферката на Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Елен Курас, која моментално работи на документарецот за New York Dolls, искористи кадри на поделен екран, се доближува на рака до изведувачите, како и кадри од ротирачка камера од топ, а со помош на монтажерот на Рома и The Five Bloods, Адам Гу, создаваат нанис на динамичен след со секвенционирање кое соодветствува на ритамот на изведбата на музичарите. Не се плаши Брн да ја земе гитарата во својата рака, а тапаните и синтесајзерот се прикачени за телото на изведувачите, со што ја имаат слободата и комоцијата на подвиженоста, а сепак музицираат на инструментот и пеат на микрофоните кои се врзани за нивната глава, збогатувајќи ги рок-н-рол композициите со афрокубански и бразилски ритам. Иако песните се истите, Америка е променета и контекстот во кој се изведуваат во дистопијата во која е завлечена, вреди да се истражи. Сепак, позитивна е завршницата со надеж дека се воспоставуваат загубените релации помеѓу луѓето, а може да заклучиме дека пријателствата кои што се образуваат во иднината ќе говорат за тоа каква личност представуваме во светот и дали ќе бидеме дел од промената на подобро. Кога ги забележав музичарите како на Road to Nowhere крушат низ публиката со своите инструменти, се растажив за тоа што кој знае кога би можеле да уживаме во непосреден перформанс кога музичарот ќе може, без рестрикции, да се симне од бината и да се прошета низ аудиториумот на неговите обожуватели и заедно да се радуваат на нивната творба. Ако може Дейвид Брн да се замине од неговата представа на Бродвеј со велосипед и да оди заедно со севкупната екипа составена од Жаклин Ацеведо, Густаво Дидалва, Даниел Фридман, Крис Гиармо, Тим Кейпер, Тендажи Кумба, Карл Менсфилд, Мауро Рефоско, Стефани Сан Хуан, Енджи Свон и Боби Вутен на велосипеди на проба, тогаш вие не сте позначени од него и може да ја поштедите околината со издувните гасови од вашите автомобили од време на време. Не се ни сомневам дека нема да им се допадне ова дело на луѓето кои не се љубители на политичките искази на Брн и не може да ја погледнат големата слика, меѓутоа за нив не ни постои глобално затоплување, така што врските кои ги образуваат во светот се возобновуваат и се одраз на тоа какви персони се. Непореклив е квалитетот на изведбата на ова дело од сите можни аспекти, од роботизирачкиот механизиран почеток до оживотворениот, непосреден и разигран епилог, кај што квинтесенцијално е да се воспостави загубената врска помеѓу луѓето во анксиозноста на изолациониот свет. Штета што ова е најквалитетниот филм кој го има снимено Спайк Ли во изминатите 2 децении од неговата филмска кариера, кај што ја губи борбата со собствената естетизација и визуализација, препуштајќи се исклучиво на готови облици од почетокот на кариерата и силна социокритика против расизмот, осиромашувајќи ја собствената творба на визуелен план. Оваа полемика е за друго време и место, не во контекст на овој филм.
Филмот својата премиера имаше на овогодинешното издание на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, а потоа го отвори фестивалот во Њујорк на домашен терен. Потоа играше во Чикаго, Аспен и Лондон за останатиот дел од светот да го добие на платформата на HBO Max. Тоа што Stop Making Sense на Джонатан Дем за Talking Heads беше во 80-тите, тоа е овој концерт за 21-виот век. Музички перформанс кој сведочи за големината на делото на Дейвид Бърн, кое може да биде ставено во денешен контекст на превирања кои се актуелни и нужно е да го преиспита човекот своето место и функцијата во модерниот свет во кој се наоѓа, со потреба да воспостави комуникација со себе и околината која го обкружува. Музичка потрага на Диоген по останките од човештвото. Ако морам да го евалуирам, тогаш Дейвид Бърнс American Utopia од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 147-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го делото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!